Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден, еве во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Првичните резултати од изборите ќе бидат објавени околу полноќ. Двојните избори ја чинат Македонија околу 17 милиони евра. За десетици гласачи, околу 200 членови на одбори ќе летаат околу светот на државен трошок. Во Пекинг се пријавиле дури 12 луѓе за гласање. Поднесена представка за дискриминација за настанот со стадионот во Тетово. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк вели: општина Тетово, немаш пари, немаш волја или немаш памет. На пресконференција иницијативата Подобро за Тетово вели: со комуналните сметки општина Тетово ги дискриминира и ги подели жителите на граѓани селани, богати сиромашни и иселеници и староседелци. Карате клубот Тига 2003 од Беловиште со 9 медали на Олимпик Оупен во Скопје. Девојчиња на 16 и 17 години од Тетово стандардни во кадетската одбојкарска репрезентација на Македонија. А на самиот почеток информацијата дека вчера во попладневните часови во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово беше ослужен последниот акатист на Пресвета Богородица во овој велики пост, на кој чино началствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на протоиерей Ѓорѓи Сламков, протоиерей Предраг Исаевски, протоиерей Жарко Мицковски, протоиерей Александар Стојановски, ерей Ванчо Огненовски и ѓакон Илија Деспотовски. По завршувањето на актистот, митрополитот господин Јосиф се обратни кон верниот народ во пригодна беседа на која што меѓу другото нагласи: браќа и сестри, како што е познато, нашата света православна црква навечер во петоците и првите 5 седмици во Великиот пост служи посебна служба кон Мајката Божја, која се именува како актист на Пресвета Богородица. Денес го богослужиме последниот актист во Великиот пост. Ме радува што ве гледам во голем број, дојдени верници овде во соборниот храм во Тетово, да ја оддадеме чест на Пресвета Богородица. Од свештената историја на нашата црква знаеме за големото застапништво низ вековите дадено низ сиот човечки род од страна на Пресвета Богородица. Во мигови кога се чувствуваме оставени поради нашите гревови и гледаме дека гневот Божи е врз нас, тогаш имаме потреба од милоста на нашиот Создател. Како може гневот Божи да го замениме со милост, кога со својата дрскост пред Бога ја губиме благотта? Ниту Божиите угодници тогаш не се осудуваат да се молат за нас, токму поради нашите големи престапи. Тогаш кон кого да се обратиме и од кого да очекуваме помош за нашето спасение? Од онаа која според благотта постанала наша мајка. Таа е надеж за безнадежните, прибежиште на грешниците, мајка на христијаните, Пресвета Владичица, наша Богородица и секогаш Дева Марија. Затоа секој грешник, колку и да е грешен и да се наоѓа во безизлез, ограден од гревот Божи и без никаква помош, треба да го побара покровот и застапништвото на Света Дева Марија. Знаеме дека најголем дел од вас тоа го правите и знаете, но важно е да го напоменеме уште еднаш, за да ја утврдиме верата во застапништвото на Мајката Божја за сите нас. Ние знаеме дека многу пати Бог се смилувал на луѓето кои сгрешиле, токму по застапништвото на праведниците кои биле само слуги Божји. Пресвета Дева Марија се јавила како Богомајка, а со тоа и како мајка на целото човештво. Затоа и Светата Црква достоинствено ја прославува и слави Пресветата Дева Марија со многу песни во нејзина чест, знаејќи дека во друг нема таков помошник пред Бога како што е Мајката Божја.
да побрзаме пред Богородица и да паднеме пред неа во покаяние, извикувајќи од длабочината на душата: радувај се на телото мое, исцеление на душата моја, спасение. Запомнете, браќа и сестри, секогаш кога ви е тешко, кога сте во паника или страв, вашите мисли и молитви и грижи да ги откриеме на онаа која има сила непобедива за преку своето застапништво пред незиниот Син и нашиот Бог Исуса Христа, не сочуваат и запазат чисти и неосквернети од искушенијата и болестите. Нека е за многу години и живи и здрави по молитвите на Богородица да го дочекаме Христовото воскресение, нагласи митрополитот господин Јосиф. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пејам малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Што ми ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош, таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува, таму песна болка лекува. Што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Не, и да пејам малку е, срце вели врати се, има само еден лек за душава, тоа
Македонија. Да можете, но не можете со мои очи да ја видите. Би знаеле колку сакам дома да се вратам. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека ДИК е подготвена да спроведе фер, демократски и кредибилни избори. Очекува изборите да поминат во најдобар ред и Државната изборна комисија да излезе со првичните неофицијални резултати до полноќ. Во интервју за Македонската радиотелевизија Даштевски рече дека од 20 почнува доставата на доверливиот и недоверливиот материјал до општинските избирачки комисии и дека останува тие да ги примат материјалите и да ги достават до избирачките одбори. Даштевски соопшти дека имале состанок со представници на Министерството за образование и наука и дека е договорено ден пред изборите во оние училишта каде што ќе се спроведуваат изборите, наставата да трае до 11 часот, пошто ќе почне да се носат избирачките материјали. Во однос на објавувањето на првичните резултати, Даштевски вели дека се допрецизираат деталите со цел до Државната изборна комисија побрзо да се испраќаат поважните податоци. Според председателот на ДИК, првичните резултати од изборите се очекуваат да бидат објавени до полноќ на изборниот ден. Партиите се многу побрзи во објавувањето на резултатите затоа што нивните членови се на лице место. Имаме план кој треба да го доразработиме со компанијата која ќе биде задолжена за објавување на податоците со цел некои податоци кои се најважни да ги испраќаат побрзо за да ги објавиме првичните неофицијални резултати до полноќ. Сметам дека ќе успееме во тоа, вели Даштевски. Даштевски досегашната кампања ја оцени во рамките на правилата на игра и дека досега не се забележани посериозни инциденти и напади. Досега немаме добиено никаква пријава дека некој постапува спротивно на правилата, доколку има, би имало пријави. Мислам дека не се пречекоруваат правилата кои се задолжителни со изборниот законник, нагласи Даштевски. Во поглед на тоа што веќе е започната кампањата за парламентарните избори, а во вторник е изборен молк за претседателските избори, Даштевски нагласи дека тој ден може да продолжи кампањата за парламентарните избори, но дека не смее да се промовираат претседателските кандидати во медиумите. Во однос на цензусот за претседателските избори и дали би можело да се случи тој да не се постигне во вториот круг, Даштевски очекува дека цензусот ќе се постигне. Двојните избори според проценките на Државната изборна комисија ќе чинат околу 17 милиони евра. Досега акредитирани се 942 наблюдувачи на ОПСЕ, 586 се меѓународни наблюдувачи, а домашни 342 и 32 акредитирани новинари.
твоите крилја. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Shelby Township. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
dalečna, jas nigde nemam videno toliko ljubava. Ko snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Devojko, od koja zemlja dalečna, jas nigde nemam videno toliko ljubava. Od snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Гласањето за претседателските избори 2024 година започнува денес со членовите на 31 избирачки одбор што ќе го спроведат гласањето во странство. Тие пред заминувањето во странство ќе гласаат во просториите на Државната изборна комисија. Во избирачкиот список се запишани и во странство би требало да отпатуваат 191 лице кое во дипломатските представништва и конзуларни канцеларии во вторник на 23 април ќе ги спроведат изборите. Гласањето за претседателските избори 2024 година врз основа на прифатените 2571 пријава на наши државјани треба да се спроведе во Абу Даби, каде што се пријавени 26 наши државјани за гласање. Во Белград 31, Берлин 260, Берн 186, Бон 164, Брисел 93, во Вашингтон 34, Венеција 79, Виена 123, во Детроит 34 гласачи, Загреб 87, Камбера 31, Копенхаген 74, во Лондон 87, во Љубљана 332, во Минхен 166 гласачи, Мелбурн 64, во Њујорк 85, во Осло 41, Париз 44, Прага 52 гласачи, Рим 30, Стокхолм 85, Торонто 117,
Хаг 65, во Чикаго ќе гласаат 88 луѓе, Анкара 18, Варшава 23, Мадрид 18, Пекинг 12 и Софија 22. Другите наши граѓани кои живеат во странство, своето право на глас можат да го остварат во избирачките места во земјава. Организацијата и спроведувањето на двојните избори Евотек ДИК ја започна дистрибуцијата на недоверливиот материјал, додека доверливиот материјал ќе започне да се дистрибуира во недела. Гласањето е во среда на 24 април, а ден претходно гласа диаспората, болните и изнемоштените, лицата во притвор и затворениците. Srcevo mi gori, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izgori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izgori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Čeraber dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, okleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori. Prokleti da se, mamo, našite dušmani, što storija, mila mamo, što ne razdelija. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Преставка до Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација против општина Тетово и градоначалникот поднесе Даријан Сотировски,
актуелен директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, кој е жител на Тетово. Тој се одлучил на ваква пријава поради дискриминација на општината кон жителите со македонска национална припадност при организирање на настанот за презентација на реконструкција на градскиот стадион. Утрово, како граѓанин, поднесов представка до Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација против општина Тетово и градоначалникот, а во врска со настанот на 12.4.2024 година на Тетовскиот градски стадион. Сметам дека јас и жителите со македонска национална припадност сме дискриминирани по однос на потекло, национална припадност и јазик. Имено, како граѓани имаме равноправно право за политиките, проектите и настаните на општина Тетово, во кои учествуваме преку плаќање даноци, да бидеме информирани на македонски јазик. На настанот да се чувствуваме добре дојдени, нашата култура да е подеднакво представена покрај останатите, да има изведувачи и македонци, водителот да говори и на македонски јазик, да се виори македонското знаме и да се интонира македонската химна. На ревијалниот надпревар да учествуваат фудбалски ветерани и македонци и да бидат удостоени и македонските фудбалски клубови. Постапувањето на општината е дискриминаторно и ги сегрегира граѓаните. Убеден сум дека големото мнозинство жители на Тетово од различна припадност се согласуваат дека градот може да оди напред само кога е пријатно место за живење на секој човек. Но мора да се согласиме дека тука има и нелуѓе и нив мора енергично и постојано да ги разобличуваме, напишал Сотировски на својот Facebook профил. На 12 април општина Тетово презентираше нов изглед на градскиот стадион, а при тоа градоначалникот самиот рушеше дел од трибините. Покрај видеопрезентацијата на новиот изглед на градскиот стадион имаше и ревијален фудбалски надпревар и настап на музичари само на албански јазик. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Темне таму, темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. За тебе за тебе, звездо моја, ти си имаш не
Blaze tebe zimo ladna, sigo imaš snegod. A pak mene, zvezdo moja, što ke mi je život. I to što go ima v zvezdo, i go dado psijot. Blaze tebe, zvezdo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Oko moje, pazi kade gledaš. Oko moje,
Продолжува дискриминацијата и рекетирањето на тетовчани со апсурдните суми на фактурите издадени од компанијата Саубермахер, велат на пресконференција од иницијативата Подобро за Тетово. На последната вонредна седница на Советот на општина Тетово, наместо да се исправи грешката со високите цени што ги фактурираше Саубермахер, средбата отиде во друга насока на апсурдност. Не знаејќи како да се справат со хаотичната состојба што самите ја создадоа, раководството на општината донесе скандалозна одлука со која ги дели и дискриминира жителите на Тетово, односно ги подели жителите на граѓани и селани, богати и сиромашни и иселеници и староседелци. Според новиот договор, сметките за градот ќе ги наплаќаат по метар квадратен, додека за селата ќе важи паушал. Граѓаните кои ќе се соочат со високи сметки ќе треба да се сретнат со градоначалникот на општината и тој поттикнат од добра волја да помогне да ги отстрани пресметаните квадрати за подруми, скалила, балкони и тавани. За жал, Советот на општина Тетово се претвори во циркус во кој нелогични одлуки ги погодуваат граѓаните. Додека политичките партии се борат за политички поени пред избори, никој не е заинтересиран да ги штити интересите на граѓаните. На градоначалникот на општината и на советниците мора да им биде јасно дека одлуките на општинскиот совет морат да бидат исти за сите жители на општина Тетово и не може да се прави разлика меѓу нив. Секој обид за одвојување и одлуки со двојни стандарди за жителите е чиста дискриминација. Новите сметки дополнително ќе ја влошат економската состојба на граѓаните, кои се уште се соочени со високите цени на струјата и секојдневните трошоци. Сега веќе е јасно дека раководството на општината ја изгубило врската со реалноста и не е способна да се справи со конкретниот проблем. Бидејќи на седницата на Советот беше наведено дека повторно ќе се свика вонредна седница и ќе продолжи расправата за утврдување на цената за градот, апелираме до жителите на град Тетово да се спротивстават на оваа дискриминација и изнуда од страна на општината, а не да станат жртва на неодговорноста на општината, велат од иницијативата Подобро за Тетово. Strojnik ja si pratim da te posvršam. Amanet ostanalo od pamti vek, greh bilo boj se sada da ne se zeme. Късмет си ми била, дойде пегалка. Късмет си ми била, дойде пегалка. Amanet ostanalo od pamti vek, greh
Во продолжение на емисијата еве го и соопштението на иницијативата Тетово сака парк. При промовирање на граѓанскиот предлог Тетово сака парк, поднесен од 60 интелектуалци и поддржан од над 4500 граѓани, организации и клубови, единствениот аргумент на општина Тетово беше недостаток на финансии за реализирање на предлогот за формирање на прв градски парк. Иако ние тврдевме дека пари не се потребни, туку волја, за чекор по чекор согласно експертизата на стручни лица од нашата иницијатива да се дојде до реализација, општинарите беа упорни на ставот дека нема пари. Во моментов општина Тетово преку јавното предпријатие Тетово Транспорт троши цели 10 милиони евра пари на сите нас, жителите, да го сруши градскиот стадион, да изгради нов, како и да изградат нови фудбалски терени, едниот во Сарачино и вториот веднаш до стадионот со вештачка трева на некогашниот спортски центар, денес узурпирана површина дадена под концесија за Луна парк. Сметаме дека општина Тетово се соочува со многу поголеми проблеми и недостатоци и нема никаква оправданост од расфрлање на јавни средства. Домаќински би било да се реновира постоечкиот стадион, кој е релативно нов и запуштен поради неодржување, да се заштедат пари и за негово идно одржување, истиот да биде достапен за сите фудбалски клубови, а да се зачуваат пари целиот спортски центар да се уреди парковски, бидејќи за тоа се потребни далеку помали средства. На овој начин ќе останат средства за изградба и на спортски терени за задоволување на потребите на клубовите и рекреативците. Исто така посочуваме дека контроверзните бизнисмени и белосветски бараби за далеку помалу пари купуваат делови од имотот и на Шик Јелак и на Монопол, па доколку општината има 10 милиони евра, можела да ги искористи на многу подобар начин. Вака парите ќе се потрошат, стадионите ќе се градат со години и ќе се потрошат и нови сега непланирани пари. Ќе нема кој да ги одржува и ќе служат за напасување на добиток. Парк нема да имаме, пак ќе ни останат само 3D анимираните проекти на градоначалникот. За утеха велат од иницијативата Тетово сака парк. Нема ден јас да не помислам, кај сум што сум, со што јас на пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не опсујам, судба клета, зошто окупат јас прелетав. Очи има, фама не гледа, земјава, ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија, солза за Македонија. Модена душа, што ми лежи сега, знам јас оти каменот. Дома тежи торкалет со сол на солете. Знајте сите кај да ојте да се вратите и за дома да не патите. Нема на земјава ни еден печалбар од срце што
što ne zaplakao. Solza za majkata, solza za kućata, solza za Makedonija. Solza za Makedonija. Žalbar od srce što ne zaplakao. Solza za majkata, solza za kućata, solza za Makedonija. Solza za Makedonija. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
večeras vo Zladova, ke ti letna motivko jasna pernica, ke ti dojdan večer trenđer otvori, ljubav što ti nosam ke ne izgori. И пред самиот крај на емисијата, две вести од спортот. На надпревар Олимпик Оупен, кој се одржа во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, карате клубот Тигар 2003 Беловиште настапи со 7 надпреварувачи во повеќе категории. Ката Тим женски 2015 годиште прво место и златен медал за Мила Мишовска, Дарија Кочовска и Михаела Најдова. Ката индивидуално второ место и бронзен медал за Михаела Најдова и Дарија Кочовска. Во кумите борба второ место за Ана Марија Мишовска, кадети под 47 години и Михаела Најдова под 10 години над 30 килограми. Трето место за Филип Гавриловски под 45 килограми и Дарија Кочовска над 30 килограми. Јана Мирчевски и Димитар Савевски има одличен настап и со минимален пораз не успеаја да продолжат понатаму, информираат од карате клубот Тигар 2003 Беловиште. Во циклусот пак на квалификации за Европското кадетско првенство кое се одржа во Врњачка бања, Србија, за македонската одбојкарска репрезентација настапија 3 одбојкарки од Тетово: Ева Ристовска, Ирена Узунова и Матеја Петровска. Трите се дел од екипата на одбојкарскиот клуб Бамикор Медика од Тетово. Дел од оваа кадетска репрезентација е и Елена Ѓорковска, која има играно во претходните надпревари на репрезентацијата со одбојкарки од 16 до 18 години. Од 2021 година досега имаат учествувано на 3 Балканијади и 2 квалификацијски циклуси за Европското првенство во категории од 16 и 18 години. Овие девојки за некоја година ќе бидат столб на сениорската репрезентација, вели Милан Ристовски, нивен тренер во Бамикор, како и репрезентативниот тим до 16 години. Ева Ристовска, Ирена Узунова и Елена Ѓорковска се родени 2007, додека Матеја Петровска е родена 2008 година.
što drugi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, ta pankaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ova ti je Makedonija. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što drugi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, ta pankaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ova ti je Makedonija. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što drugi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, ta pankaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ova ti je Makedonija. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално, за крајот капчето за најмладите и приказната Царевото ново руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да исткајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав.
Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми искајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ќе си ја спакувале в торба и ќе си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ќе го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато. Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Навргу царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке бидели скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види. Освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели? Го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата, која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види, пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество,
колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат каенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или може би не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат каенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со најпознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката. Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејќи ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои. Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио, Македонски глас.
под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.